Појац по 9 часот, како што најавивме, Мартин Николовски е се уште на терен. Колку е? 9 часот и 11 минути. Да видиме какви се временските прилики сега во Скопје и што метеоролозите предвидуваат за Скопје и за Македонија денеска и во деновите што следуваат. Мартин, добро утро уште еднаш. Повели со информациите од таму од каде што се најрелевантни. Добро утро, Бранко. Екипата на Македонија наутро се наоѓа на Зајчев рид во седиштето на Управата за хидрометеоролошки работи, а за тоа какво време не очекува денеска, но и следниве денови утрово заедно со нас е госпоѓа Јулијана Фидановска-Мишковска, метеоролог во Управата за хидрометеоролошки работи. Госпоѓа Јулијана, утрово имавме дожд, сега веќе е сончево. Какво време не очекува денеска? Поздрав до гледачите. Денес имаме променливо облачно време и нестабилно, со локален пороен дожд и појава на грмежи. Имаме и поинтензивни процеси во попладневните часови во форма на невреме, со пообилен пороен дожд за кратко време, засилен ветер и појава на град. Денес максималната температура ќе биде во интервал од 25 до 32 степена и во Скопската котлина, значи во попладневните часови ќе биде нестабилно, со пороен дожд и грмежи, во делови од котлината и поинтензивни процеси, во форма на невреме со засилен ветер и ќе има и услови за појава на град. Кажете ми каква температура, односно која е прогнозата за наредниве денови? Ќе имаме ли повторно покачување на температурите или ќе се задржи овај бран на релативно стабилно време? Значи, во текот на утрешниот ден се уште ќе имаме нестабилно време и со локален пороен дожд, грмежи, засилен ветер и пониска дневна температура и утре слична на денешната во интервал од 25 до 31 степен и во Скопската котлина околу 30 од максималната температура. Веќе од среда ќе имаме постепено стабилизирање на времето и пораст кај дневната температура. Но овие температури во следните од среда, во следните неколку дена ќе бидат умерени температури вообичаени за месец август во интервал од 28 до 35-36 степени. Госпоѓа Јулијана, уште едно прашање пред крајот на нашиот разговор. Изминатиот месец, во месец јули, беа измерени над просечни дневни температури. Имавме два топлотни бранови. Дали може да очекуваме и во месец август повторно да имаме топлотен бран? Гледано од денес, од утринските нови ажурирани податоци, се очекува потопло време во втората декада од месец август, значи од 9 и 10 август, некој топол бран, меѓутоа не со така екстремно високи температури, ќе бидат нешто повисоки, 38-39, обично долж по Вардарието во градските подрачја, југоистокот се како пелагонискиот регион и Битола често знае да е висока максимална температура во овие летни месеци, значи ќе бидат тие високи температури, но не се очекува сега, за сега барем да го достигнат и да го надминат 40 степен. Ви благодарам за гостувањето во Утро во Македонија наутро и за најновите информации за тоа какво време не очекува во наредниот период. Благодарам и вам. Инаку, согласно мерењата и наблюдувањата на метеоролошките станици во земјава, месец јули 2025 година се карактеризира како екстремно топол и многу сушен во споредба со многогодишните просечни вредности, соопшти Управата за хидрометеоролошки работи. Највисоката максимална температура во државата беше измерена на 26 јули во Скопје Газибаба и изнесуваше 43,7 степени. При тоа во Скопската котлина беше надмината апсолутната максимална температура на воздухот од 43,4 на 43,7 степени. Во Скопје беше надмината и апсолутната максимална среднодневна температура, а додека пак надминати беа апсолутните максимални температури и во Охрид, но и во Маврово. Во Охрид од 37,5 на 38,1, а во Маврово од 34,2 на
34,3 степени. Имаше појава на топлотен бран од почетокот на месецот јули до 8 јули, како и од 20 до 27 јули на ниво на целата држава. Најниската минимална температура во текот на месец јули беше измерена во Лазарополе на 10 јули и изнесуваше 4,4 степени. Месечната сума на врнежи во државата во јули варираше од 0,0 мм во Битола до 10,7 мм во Берово. Врнежите беа од дожд и од град. Максимално дневно количество на врнежи од 8,7 мм беше регистрирано во Берово на 18 јули. Споредено со јулската просечна вредност за многогодишниот период, измерената месечна сума на врнежи беше 87% подпросечна на ниво на државата, посочуваат од Управата за хидрометеоролошки работи. Бранко?